Колегата праша околу изјавата на министерката Арсовска дека партиите имале некоја согласност околу неколку прашања околу медиумските реформи. Мојот став е дека форматот на разговорите во клубот на претедници налагаше дека политичките партии треба да се договорат за сите отворени прашања и тоа решенијата да се донесуваат со консензус. Во овој случај тоа не е постигнато, затоа што само партиите од власта заговараат некои решенија. За нас тоа е неприфатливо. Ние бараме целосни решенија за сите отворени прашања, договорени со сите политички партии подписници на договорот од Пржина. Ние како организации и сметам дека поголемиот дел од опозицијата не се согласуваат да продолжи ваквата практика на објавување на владини реклами, кои за нас е еден вид на корумпирање на медиумите. И секако битното прашање околу составот на советот на програмскиот совет на Македонската радиотелевизија и медиумскиот регулатор. Ние бараме нов состав на овие совети, каде што ќе седат професионални, независни луѓе кои што нема да бидат поврзани со било која политичка партија, ќе водат сметка за јавниот интерес на граѓаните, а нема да служат како представници на политичките партии во овие тела. Министар членот ДПМН и други игнорираат вашата иницијатива за средба. Дали предвидувате можеби некој рок да им дадете до кога ќе ги почекате ако евентуално се одзват на вашето барање и во случај да се оглушат, што понатаму од ваша страна? Мислам дека ние барањето го поднесовме пред 10 дена. Мислам дека 10 дена е разумен рок во кој една политичка партија може да се одлучи дали ќе има средба со некој или не и во кој термин. Ние не инсистиравме овие 10 дена да имаме средба. Да ни кажа за овие 10 дена дека ќе можеме да се видиме после една недела. Меѓутоа, упорното одбивање да одговорат и да кажат дали прифаќат или не прифаќат средба, ние не можеме поинаку да го коментираме, освен како неспремност, неподготвеност да се седне и да се разговара за овие прашања, кои што без разлика дали сега или после изборите ВМРО или било која друга политичка партија нема да може да ги одбегне, затоа што тоа се едни од клучните предуслови за интеграцијата на Македонија во Европската унија. Во постојана координација сме што после не се исклучува и можноста да организираме протести или друг вид јавни акции за презентирање на нашите барања и за подкрепање на јавната свест за потребата од промени во медиумскиот сектор и за медиумски реформи. Што се однесува до прашањето, би се навратил на колегата, кои се главните пречки и причини зашто не може да се постигне договор. Моето длабоко уверување, а верувам дека и дел од колегите го мислат истото, е недостиг на политичка волја. Главниот предуслов за медиумски реформи е политичка волја за тоа и желба на политичките партии да кренат раце од медиумите. Пошто ние сме 5 организации, веројатно за секоја идеја треба да разговараме и поединечно да донесуваме одлуки. За секоја акција за која што ќе се договориме, ќе бидете известени, но секако ние не исклучуваме можноста и сериозно и разгледуваме можноста да организираме протести поради одбивањето на клучните актери во политичката сцена да се справуваат со проблемите со кои се соочуваат медиумите. Едно е сигурно дека нема да престанеме со нашите барања и нема да има молк. Време е да го оттурнеме срамот во кој се наоѓаме заради состојбата во која ни се медиумите, а таа е таква заради волјата на политичките партии да ги контролираат медиумите.